Спектакуларен проект најави денес градоначалникот на Штип Иван Јорданов. Поднесен е проект на реставрација на постоичките ѕидини, но и изградба на 3 нови кули на тврдината Исар. Децениски сон на штипјани, кои што досега секогаш се замислувале како некогаш изгледала тврдината на Исарот, синонимот и символот на градот Штип, конечно проектот кој што го добивме од страна на Музеј Штип, успеавме да обезбедиме финансирање преку владата на Република Македонија, нешто повеќе од 1,6 милиони евра се средства предвидени за изградба на тврдината Исар. Што прецизно вклучува проектот? Од она кое што го предвидува самиот проект, како што напоменав, предвидува 3 кули кои што се меѓусебно поврзани со ѕидини, целосно осветлување на оваа кале, на овој акропол, пристапни скали и можност за движење на посетители во рамки на самата тврдина, нешто кое што не само што ќе го реставрира и ќе го врати автентичниот изглед на некогашното кале над Штип, туку ќе овозможи со самото целосно осветлување еден нов визуелен изглед на нашиот град, но и можност сите посетители кои што доаѓаат во Штип да го посетат оваа кале и тврдината Исар, која што, како што напоменав, е символ на нашиот град. Според планот, работите треба да започнат веќе во јуни. По завршувањето на тендерската постапка да се започне со реализација на овој значаен од секаков аспект проект за нашиот град и со тоа Штип, како што многу пати досега сме напоменале, да го промени визуелниот изглед онака како што заслужуваат нашите сограѓани. Се очекува калето да биде поголема атракција, не само за Штип, туку и многу пошироко. Па од тука и прашањето дали се планира и негова комерцијализација. Првиот чекор е да ја реконструираме и да ја обновиме автентично самата тврдина, самото кале, а сигурен сум дека интересот на сите посетители кои што ќе имаат причина повеќе да ја посетат тврдината Исар, ќе придонесе за да се направат нови содржини на тврдината Исар.